се е бело во град и во село. Ама појќе е бело ко си на село. Се е повеќе бело на село. Со таа мантра 10 дена пред да заврне снегот го дрвеше етерот, познатиот Алиекспрес метеоролог и струшки тепач Славчо Топ, без да пријави дека всушност гледа прогноза на професионален метеоролошки модел Нотас на професорот Спиридонов од ПМФ. Каква држава, такви и метеоролозите. Па добро е што Славчо прогнозите за снегот повеќе не ги дава според баба му кога ја врти коленото и кога дедо му го фаќа половината, туку гледа у компјутер и чита. А кој чита зло не мисли. И така снегот беше најавуван 10 дена од славета, ама Македонија пат, како и во задните 30 години, ја заболе уво и за прогнозите на Славе, и за прогнозите на Каменко, и на не знам кој, и на Радко, и на Златко, и на Млатко, на сите бе. И по илјадити пат Македонија пат ги остави граѓаните да мрзнат по автопатиштата заглавени, нели, од тоа белото на село. И тогаш излезе главниот директор, кој пред тоа шеташе на 10 функција, беше познат и по некои написи за родово наследство, така што и со целиот симпатичен сурат на народот му порача дека немало они што да чистат снег, а требало народот си купи зимски гуми. Ало, челови! Знаеме дека имаш арам плат од 150.000 денари, ама да те прашам бе, од кои пари бе народот да купи зимски гуми бе? Па не му оставивте ти и твојата партија заедно со дујни ебан денар на народот бе. Го соголевте до гола коска. Абе, турва, знаеш зошо бегаат младите во странство? Затоа што некој како тебе зема 3000 евра плата, а тие се хранат со 140 денари на ден милостина. Абе, се искрадовте бе. Абе, бришка направивте, пустина направивте од државиче. И што се животе на мајката. Немал народот зимски гуми, а мајката. Па ги даде народот парите за зимски гуми што му требаат, за да купи нови пасоши што не му требаат. За да може вие потоа да ги раскрчмите тие пари на избори, за да подкупите она малку глупаци што остана и што ви веруваат на економските мерки. СДС и ДУИ и економија, магар е музика, Арачинова и пилоти, Баба Вања и Христо Стоичков, абе врска. Абе врска. Абе таквото подаде. Ама кога крадете бре, немате и саве. Ни чувство, ни сочувство. Абе, у состојбе сте на мртвец сандукот да му го украдете. Мртвеца, извади го или тоа со багерче, мал фрли го сандукот. Реди тегли ајвар у него, туршија у подрум. До толку бе немате гај. Него, кога сме веќе кај смртта, кај таа најголема непознаница во животот, најголема мистерија смртта. А таа ја има нели многу во последниве години кај нас. Се извинувам што сум малку некултурен да прашам. Нали, докаде сте бе со истрагата за крадењето скапи лекови на онкологија од болните кои ги платиле од свој джеп, па им давале водичка на место лек? Не, стварно, докај сте со истрагава? А? Ги викнавте бе оние од царина да ги прашате како и кога тие лекови биле шверцувани на Косово на црниот пазар? А? Еве, деновиве гледаме дека на истиот пазар имало и фалс евра од Македонија, а? Све проаѓа по нашата решето граница. Али затоа, од доверливи извори знаеме дека нашите цариници успешно запленуваат ботокси и филери на граница. За овие лековиве и скапава биолошка терапија не се фалат, ама дека фаќаат ботокси, филери, фаќаат. Знаеме дека нашите цариници тие ги фаќаат. И имате осомничени бе, торлаци, некој сомнителен директор, министер, раководител, а? Имате? Оти истрагава уште трае. И трае, и ќе трае. Затоа и формиравте комисија, за да трае до недоглед. Освен или
кој што е кај нас обичај, да му ја префрлите вината на оној дечко што наплаќа паркинг на клиничкиот и го пуштил возилото со крадени лекови да помине нели под рампава. Колку заебаате да. Имате огледало дома? Во тој скандал се вмешани гарант десетици луѓе од врвот на власта, бе. До која ќе ви трае истрагата? Или си викате, секоја чудо за 3 дена во Македонија. Народ со избушена хард диск меморија. Ке чекате да заборавиме на случајот? Па да беше овој скандал во Кина, во Јордан, во Катар, во Саудиска Арабија, во Сингапур, во Индија, во Иран, до сега ќе стрела или ќе обесеа пола државен врв од министри до директори на болници, бе. И братот на шеикон ќе го обесеа ако чепне лукасата, бе. Затоа што тоа се нормални држави во кои што се знае редот. Не се помочани демократии во кои најголемиот полуписмен жган владее со честните и умните. Само едно му префрлам на народот, што помнењето му е краткове, 3 дена му трае. Ма какви 3 дена, 3 секунди му трае како на златна рибка. За правдата да дојде народот треба да има долго паметење, да памти како слон. И години да поминат, и децении да поминат, да им памти за злото. И да ги изгази со нога зрските да им излезат кој ќе дое време за тоа. Ама основното е да памтиш, да имаш меморија. Да се сетиш на сите зулуми што ти ги направиле. За се. И за колку луѓе што умреа без потреба во короната, и за тие што изгореа по на модуларни болници, за тие што изгореа во автобусот, и за парите за вакцините во Хонг-Конг, за подмитените избори 2020, за пасошите на белосветските криминалци што им ги издаваа нели нелегално, за 5 милиони евра кога се продаваше името, за секој ден секој скандал што се памти сите овие 365 дена годишно помножено со сите години на власт на СДС и ДУИ, и да се лежи за сите арамилаци, не за еден, не за два. Тоа време треба да дојде. Старите наши велеа, што не било, ќе биде. Затоа треба да се памти, да се помни. И за некои работи што се случува и деновиве, затоа што со овие гавази нас дома може истото да ни се случи, бе. Ѓаволот само што не ни чукнал на врата. А ние глумиме иднина, сегашност некоја, што никогаш нема да дојде. Се фатиле овие од беса у тето за крстот, а не се водици, нели? Ниту пак Муковски дошол да отвара врата и да бара тендери у општината. Како? Сега ќе ви објаснам. Бесат е квази политичка партија, која на парламентарните избори иде у коалиција со СДС, а на локални со ВМРО. Што да ви кажам за принципи, све знаете. Го зели името Беса за да мамат народ, меѓу дека се многу од збор. А се досега што кажаа се глупости на квадрат. Додека од Тетово заминуваат по 5 автобуси млади дневно во Европа, на Беса главен фраер има оној Курти што и влезе и излезе на владана, ама таа не го осети, нели? А сиромавиот од политика има само папучи. Исто од Беса се против и македонската химна, тоа е, дали? Шака Јада со 2% рейтинг не признаа химна на суверена држава, што би рекле северџаниве членка на НАТО. Ама затоа признаа македонски плати, македонски дневници, македонски патни трошоци, репрезентација, службени коли и така му натака и така му навака. Тие од Беса оформиле општинска комисија да констатира дека крсто е незаконски и тргнала комисија, ама нели мора да го помине Тетоа пред да го фати патот за попова шапка. Прво помислиле да одат со жичара, ама кабли летале на сите страни. Не била сигурна и не работела 20 години. Ама општинската комисија тоа не го забележала, мала е жичарата. Потоа исто така не ги забележала и лутниците куќи низ градот, дивите паркинзи, дивите пазари, а овие питомиве се исто катастрофа. Не забележала дека секој прекопува кај стигне, нели? Абе кратко вида комисија, нели? Сите со диоптер 10 кај ѓомити орлиња, ама орелот гледа од 2000 метри може да те види. Овие не гледаат ништо. Не ги виделе ниту илјадниците дивоградби, доградби, надградби, сеградби, молградби, без документи и технички прием, не ги виделе. Што знае комисија на Беса што е дивоградба, бе не се само крс ја интересира. Потоа комисијава фатила патот угоре кон шапка, патот убав, најубав, дупка до дупка, ко општински буџет после нивните тендери. И тоа не го видела комисијата. Не, тук и тамо некој споменик по некој минаре, дошле, децата си го иззидале, сега не е на комисијата тука да прави проблеми.
се качиле на попова шапка, а тамо убајни, бе се организирано под конец, ред, нет, дисциплина, мислиш, Австрија се фатил. Не можам да ви раскажам тоа. Отидете да го доживеете тоа чувство, насекаде прекрасно, паркинг колку сакаш, урбанизирано, викендичка до викендичка, во заштитени зони, ама заштитена зона од законот. Од законот е заштитена. Дивоградба до дивоградба, ама комисијата нема време за глупости. Не, сакале луѓето малку да се одморат и да вложат. Направиле кутички од по 1000 квадрати, дел за издавање, нели? Шо ќе им се документи, бе, планина ова, планината му припаѓа на тој што има сила, бе. Така е, имаш сила, градиш вила, на диво. Продужила комисијата и опшо да видат голем криминална шапка. Во дворот на црквата, на црквеното земјиште виделе крст. Паша Зотичија, дивоградба, не сме тука крст да има. А шо да има, бе, на црквено земјиште, синагога или будистички храм, или може би минаре и онака погледот е убав. Не, крст никако, тоа не е законски да ги повредува чувствата, мислам. Ало, комисија, место се вика попова шапка на попот шапката. Има црквено земјиште, логично е да има крст. Као што е логично во порој да има порој. И така комисијава на беса по химната и другите глупости со кои го замајуваат народот се фати за крстот. Ама таман пред да ја затворам епизодава, ми се јави еден пријател албанец од Тетова, стар домаќин, кај што зборот беса има изворно и човечко значење, вика Тасевски. Шо правиш? Викам, еве, се фатив ја за крстов на беса. Ми вика, ој бе, будала човек, бе, крстот ако треба ќе го ставиме кај мене у дворна шапка, па да ги видам да дојдат после да го рушат. Ова е наша држава, бе, на сите во Македонија, на сите треба ние да го сакаме и да го почитуваме. А ако бе нема вас, ќе не нема и нас. Така размислуе, ој, Башкимче, пријателов мој. Не им се свиѓала химната, бе, шо не идат у Швицарска да им го менјат тоа химната или да им го вадат крстот од знамето? А? Да го избришат тоа што умеат црвениот крст на тоа знамето, да го тргнат, само така да си биде бело. Ови какво е црвено појме. Будала народ, бе. Еве ја. Го пеам химната и само го менувам еден збор. Кога вие пеете македонците се борат, ја пеам Македонија се бори за своите правдини. Така беше од 2001 се боревме за правдини, ама у Македонија, не у Албанија или у Косово. Тие нека си гледаат за себе, малце тука плаќам данок и друго, па сега и на Косово и Албанија, или да им го плаќам данокот. Ајде бе, бегај тамо бе, немај да ме нервираш тука. Деса ти се листопадни дрва бе, ладно име на шапка, ќе попаѓаат, нека си стои крстот тамо. Ја ти давам беса, ама права беса. Не се секирам, ама сум загрижен. Едва чекам да се појави еден нормален политичар кој ќе работи за сите, а не за криминалците и националистите. И тогаш само ќе одиме напред заради нас, а не заради некоја Европа. А ова што го симна знамето пред неколку дена е намештајка поголема од Андора Македонија у времето. Се виде од авион, иако врнеше снег имаше меќава. И да ти кажам нешто што албанците го знаат наизуст веќе, на памет. Не верувајте на финтите на Али, бе. Абе, не сме више мали.